2-годишно дете со тешки телесни повреди е на одделот за интензивна нега на детска хирургија, откако било нападнато од улични кучиња во близина на својот дом во Битол. Поради големиот број на повреди од битолската болница веднаш го транспортирале на скопските клиники. Детето е примено, веднаш е влезено во операциона сала и раните се згрижени. Има повреди по лице, врат, граден кош и стомак. Во моментов се наоѓа во единицата за интензивно лекување, во стабилна општа состојба. Во меѓувреме регулирана е антитетанусна профилакса и антирабична профилакса. Ги прима соодветните лекови, обезболено, се чувствува добро. Според детските хирурзи, индивидуално е за колку време зараснуваат повреди од кучиња. Имало среќа детето што повеќето од раните се плитки. Раните се обработени. Знаете дека рани од куче не смеат да се херметизираат, се згрижуваат ситуационо. Така да јас верувам дека исходот на крај ќе биде добар за детето. Нападот од глутницата кучиња се случил пред 2 дена во попладневните часови, додека детето се играло во близина на куќата. Од битолската полиција вела дека преземаат мерки за расчистување на случајот. Само 3 дена пред нападот на 2-годишното дете, низ хорор поминала и скопјанка додека трчала на кеот на Вардар. 5 минути траела низината битка со глутницата кучиња, кои направиле угризи на 7 места. Добила тетанус во болницата 8 септември, но и страф од кучиња и од помислата како да трча понатаму во вакви услови. Дека ги има многу покажува и статистиката од МВР, според која само од почетокот на годината досега дури 109 граѓани од Скопје пријавиле дека биле каснати од кучиња скитници. Скопјанката преку пост на социјалните мрежи јавно повика поголем број институции кои треба да го решат овој проблем. Сања Димитровска, Сител телевизија.